Дваесет часот, а вие го следите централниот дневник на регионалната К1. Добро вечер. Со настаните кои го одбележаа денот започнуваме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Продолжува соработката на Македонија со Кина. Се продадоа парцелите за изградба на викенд куќи на езеро Младост. За православните верници од денес започнува Божикниот пост. Продолжува соработката на Македонија со Кина. Во Македонија се градат автопати, два од нив со поддршка од Кинеската банка, изјави премиерот Никола Груевски. Тој смета дека неговата посета во Кина била успешна и дека од оваа средба ќе произлезат нови соработки и нови проекти. Со средства од Кинеска банка во моментов се градат два автопати во Македонија. Премиерот Никола Груевски посетата на Кина ја гледа како добра можност Македонија да ги засили односите со Кина и да понуди повеќе идеи и конкретни проекти кои ќе резултираат со позитивен развој на настаните за двете земји. На средбата со кинескиот премиер ги реафирмиравме нашите одлични односи, како политички, а се повеќе и економски. Предложивме нови конкретни проекти за соработка од повеќе области. Неколку од нив од областа на енергетиката, од областа на градежништвото и од други области. Врачивме 6 конкретни проекти ставени на хартија, со добра анализа, со сите најпотребни информации, со цел тие да ги изанализираат пред да не контактираат повратно. Ги реафирмиравме нашите заложби за понатамошна одлична соработка на сите полиња. Премиерот смета дека средбата била успешна и значена за Македонија и дека од оваа средба ќе произлезат нови соработки и нови проекти. Комуникацијата продолжува и понатаму по сите проекти и идеи кои може да бидат одлична можност за продлабочување на економската состојба. Денеска одржавме презентација пред околу 150 компании на кои што ги презентиравме можностите за инвестирање во Македонија. Дел од стандардната програма која ги посетуваме државите како Кина, се искористи оваа можност да се организираат и директни средби со 15 од нив кои што пројавуваат интерес за некаков вид на инвестиција или соработка со Република Македонија. Јас очекувам дел од тие да резултираат со конкретни резултати во иднина. Според вице-премиерот Пешевски, по презентацијата на економскиот форум во Пекинг, 15 компании пројавиле интерес за посета на Македонија и можна соработка и инвестирање во иднина. Надоместок за 3 месеци од 6200 денари месечно ќе добијат практикантите, пари кои ги исплаќа Агенцијата за вработување. Ова е владин проект во соработка со Европската унија кој дава одлични резултати, изјави портпаролот на владата на Република Македонија Александар Ѓорѓиев. Лицата кои што се ангажирани како практиканти добиваат месечен надоместок од по 6200 денари во период од 3 месеци. Парите ги исплаќа Агенцијата за вработување. Ова е владин проект кој се спроведува во соработка со Европската унија. Истиот дава добри резултати, вели портпаролот на владата на Република Македонија Александар Ѓорѓиев. Иако не постои законска обврска согласно условите од овој закон, компанијата да ги задржи во работен однос, искуствата и практиките покажува дека над 65% од лицата кои што биле практиканти понатаму останале да работат во компанијата каде што го вршеле тоа практиканство, што се разбира е многу битно и значајно и за зголемување на вработеноста во Република Македонија. Значајно е тоа што компаниите кои што ќе одлучат да задржат луѓе кои што ќе бидат ангажирани на практиканска обука кај нив, потоа можат да ги користат поволностите од проектот Македонија вработува во одреден временски период. Ова е начин на кој ќе бидат ослободени од плаќање на персонален данок и останатите давачки кон државата. Ѓорѓиев апелира до компаниите да ги проучат можностите и да аплицираат до Агенцијата за вработување за нивно искористување.
Се продадоа парцелите за изградба на викенд куќи на езеро Младост. 17 парцели беа дадени на понуда со почетна цена од 283 денари за метар квадратен, а дел од парцелите достигна и 4 пати поголема цена од понудената. Со изградбата на оваа населба, надлежните сметаат дека би се зголемил и туристичкиот потенцијал на езерото Младост. Парцелите кои општина Велес ги огласи за продажба преку електронско јавно надавање се продадоа. Дел од понудените парцели достигнаа цена 4 пати поголема од понудената. 17 локации за викендици се нудеа, а почетната цена за квадратен метар изнесуваше 283 денари. Некои од понудените парцели се продадоа и по цена од над 1200 денари. Големината на парцелите кои што се продаваа изнесуваше од 500 до 900 метри квадратни. Според огласот за продажба, просторот е наменет за куќи со приземје и кат, инаку парцелите кои се продаваа за изградба на викенд куќи се наоѓаат во продолжение на постојаната населба зад мотелите. Воедно локалната самоуправа со цел подобрување на патната инфраструктура до овие плацови поднесе барање до Агенцијата за државни патишта за санирање и рехабилитација на патот кој води до викенд куќите. Тој пат се води како регионален пат, бидејќи минатото ги има поврзувано Велес и Скопје. А токму овој потфат што го кажавте е во надлежност на Агенцијата за патишта. Ние веќе имаме испратено барање, поготово околу паркинг просторот пред десно пред мотелот Романтик и лево што оди према Патарина. Имаме испратено барање за да се пристапи кон санирање на тој дел од овој асфалт. Според надлежните, преку изградбата на оваа населба, дополнително би се зголемил и туристичкиот потенцијал на езерото Младост. Градежните работи се се уште во тек и покрај временските неприлики и проблемите кои се појавуваат, изјави градоначалникот на општина Свети Николе Зоран Тасев. Тој истакна дека посветено и квалитетно се работи на најголемата сообраќајница која го поврзува едниот крај на градот со другиот, како и на сите други проекти кои се ветени. Ниту временските неприлики, ниту проблемите кои се појавуваат не се пречка да прекинат градежните работи, вака изјави градоначалникот на општина Свети Николе Зоран Тасев. 1720 метри изнесува најголемата сообраќајница во градот, на која во тек се градежните работи, а го поврзува градот од едниот до другиот крај. Во проектот беше предвидено да се заменат 30 сантиметри од тампонот. Таму менувавме метар и 20, одевме во длабочина да ставиме комплетна нова подлога за да можеме да добиеме стабилно тло. Ако не добиете вие стабилно тло, зошто ќе ја правите улицата? Таму ставивме атмосферска канализација со Фи 800. До сега никој не го работа. Ставивме дренажен систем, значи сите оние работи кои што ќе допринесат да улицата биде цврста, да биде квалитетна, се прават и таму. Можеби и таму се пролонгира рокот за некои 20 до 30 дена, меѓутоа подобро е да се пролонгира рокот, па ние да ја направиме улицата како што треба, откако да го направиме тоа неквалитетно и после да правиме доправки. Тасев истакна дека посветено и квалитетно ќе се работи на проектите кои се ветени на граѓаните и сите до еден ќе бидат реализирани. До крајот на 2016 година треба да заврши комплетната реконструкција на улиците Крстем, Сирков и Младенска, двете главни улици кои се најруинирани во градот, а во меѓувреме се работи на другите локални улици. Во емисијата Отворено за, која вечерва со почеток од 21 часот, можете да ја следите на нашата телевизија. Политичкиот аналитичар Александар Пандов говори за актуелните случувања во Македонија. Пандов прави анализа за политичкото однесување на левицата и десницата, односно на СДСМ и ВМРО-ДПМН. Сега, господинот Оливер Спасовски, генерален повторно ќе речам секретар на СДСМ, е министр за внатрешни работи. И имаме одлична прилика да видиме него дали ќе ги потврди оние тврдења кои што ги говореа. Они безмалку и почнаа со таа афера дека наводно имало 30.000 лажни лични карти кои што биле користени во изборите како беа минатата 2014 година. Супер. Ке излезат на терен, ке имаат форензика таму, имаат сите алатки како тоа да се докаже дека тоа било така и дека тие 30.000 гласови, односно лични карти биле употребени во нагласање. Сега господинот Оливер Спасовски ќе може да го докаже од една страна или најпонизно ќе има потреба да излезе пред македонската јавност и да каже: извинете, јас сум лажов, јас бев исто така излажен и дезавуирав
ви раскажувавме тука приказки дека ВМРО ова или ова го правело, тоа не е точно и е докажано дека ова само некој ни го има подметнато како такво. Потребата од товарни земјоделски возила за земјоделците е неизбежна при произведувањето. За таа цел се прават напори овие возила да влезат во ИПАРД програмата, каде земјоделците ќе имаат можност да ги набават по половина цена. Повеќе за ова од изјавата на раководителот на работната единица Велес при Агенцијата за поддршка и развој на земјоделието Тони Тасков. Повеќе пак за мерките и активностите на Министерството за земјоделие и Агенцијата ќе имате можност да погледнете утре во 13 часот во емисијата Агроспектар. Сум увидел дека сите земјоделски фирми ги имаат тие земјоделски теренски возила. Значи, тие се може да бидат со 2 или со 4 седишта, а позади да имаат отворен простор за тон и пол да се стави роба, било што дали градинарство, дали овоштарство, за да може да бидат поефективни, побрзи, да испаѓаат на пазарот кога ќе треба. И доколку имаат некој проблем на самите земјоделски поручини во однос на земјоделските машини да донесат некој дел, да донесат гориво ако треба за тракторот и тие работи. Без таа спојка сметам дека многу тешко ни оди работата. Сум го видел тоа и таа идеја ја застапувам више 3-4 месеца со еден колега од Скопје кај што правиме напори во следниот ИПАРД да влезат како прифатливи трошоци набавката на овие земјоделски теренски возила. Значи, овие возила се пример 14, 15, 20 евра, зависи колку би кажа се, да може земјоделците да ги купуваат по таа сума, меѓутоа пола пари да им се врати назад. Така да таа не е мала работа и земјоделците многу побрзо, многу ќе бидат поекспедитивни и на терен ќе бидат многу повеќе присутни. Затоа што земјоделието не е до асфалтот, тоа е малце погоре и подоле. За православните верници од денес започнува Божикниот пост. Тој ќе трае 40 дена и е втор по должина на траењето веднаш по Великденскиот. Постот представува духовна и телесна подготовка на човекот за влез во тајната на предстојниот празник. Божичниот пост кој трае 40 дена започнува денес и ќе трае до 6 јануари. Овој пост е втор по должината на траењето по Великденскиот. Христијанскиот пост е воведен по примерот на Исус Христос, кој 40 дена поминал во пустина во пост и молитва. Постот представува духовна и телесна подготовка на човекот за влез во тајната на престојниот празник. Да се испитаме себе си, да бидеме искрени спрема самите себе, да си признаеме каде грешиме, зошто грешиме и многу е битно да го најдеме начинот како да се ослободиме од тие слабости на кои што паѓаме како луѓе, односно како да станеме посилни, за да не ги повторуваме грешките кои што знаеме дека не се грешки. Отец Јанушев вели дека постот во суштина е повеќе димензионален. Воздржувањето од храна е само едната негова димензија. Поважна и посуштествена димензија е да се преиспита нашата душа, кои ни се силите и каде во суштина ние грешиме. Постот значи подготовка за најсветото, причестувањето, на што пак претходи исповедта. Во последно време се поголеме бројот на верници кои практикуваат пост. Да, имаме, меѓутоа молиме Бога да имаме што повеќе верници кои што ќе трнат по патот на вистинското православно благочестиво живење. И затоа тоа е резултат на тоа. Бидејќи луѓето наоѓаат топло сокровиште во црквата, во Евангелието, во Христа, во заповедите божествени. Постојат прописи како се одвива постот, но исто така важно е секој индивидуално да биде духовно раководен од свој духовен отец, кој што ќе може да го насочува. Поранешниот словенечки премиер и председател на Словенечката демократска партија Јанес Јанша на својот Твитер профил изрази поддршка за подигнувањето на огради на Македонија. Откако денес мигрантите ја нападнаа македонската полиција на јужната граница, 18 припадници на безбедносните сили се повредени, а демолирани се неколку полициски и армиски возила. Вести од Македонија. Четворица припадници на безбедносните сили се задржани на обсерација во Гевгелиската болница, откако денес беа нападнати со камења од мигрантите кои се наоѓаат на грчката страна на македонско-грчката граница. Според најновите информации, двајца полициски службеници се здобиле со удари во пределот на главата преку заштитниот шлем, еден во пределот на надколеницата и четвртиот во пределот на абдоменот.
Сите повредени се надвор од животна опасност. Министерството за внатрешни работи преку соопштение информираше дека повредени се 18 припадници на безбедносните сили, демолирани се неколку армиски и полициски возила, како и штитови. Со цел подготвеност и навремено реагирање на здравствениот систем, поставено е уште едно возило нитната медицинска помош во пунктот во Гевгелија, а дополнителни екипи од здравствениот дом Кавадраци, Велес, Скопје и другите здравствени домови на ротацијска основа ќе бидат дежурни во центарот за итна помош во Гевгелија. Поранешниот словенечки премиер и председател на Словенечката демократска партија Јанес Јанша преку Твитер информираше за поставувањето на оградата на македонската граница. Држава која не е членка на ЕУ ја решава Европа наместо Грција или Словенија, пишува Јанша на Твитер. На овој коментар на Јанша со поддршка за одлуката на Македонија се приклучија голем број познати лица од Словенија. Меѓу нив е и словенечкиот новинар Мартин Чешењ, кој вели дека Јанша има право кога вели дека Македонија ја решава Европа, а воедно и прашува што прават Хрватска и Словенија. А од вестите од светот, Александар Грушко, постојаниот представник на Русија во НАТО, изјавил дека постапките на Турција во инцидентот со рускиот авион противречат на препораките на НАТО. Марк Рут, холандскиот премиер, изјавил дека на Европа и се заканува опасност од пропаст како последица на мигрантската криза. Постојаниот представник на Русија во НАТО Александар Грушко изјавил дека делувањето на Турција во инцидентот со рускиот бомбардер Су-24 противречи не само на основните принципи на повелбата на Обединетите нации, туку и на самите препораки на НАТО. Очигледно е дека Турција, свртувајќи се кон НАТО, бараше политичка поддршка. Таа политичка поддршка е навистина пружена, бидејќи алијансата, водејќи се од принципите на атлантска солидарност, сојузничка солидарност, погрешно сватена, не ги наблюдуваше објективно работите. Објективно, ситуацијата е сосема јасна. Тоа е злосторство. Тоа е најгрубо нарушување на меѓународното право. Тоа противречи не само на фундаменталните принципи на повелбата на Обединетите нации и бројните конвенции, туку и на самите препораки на НАТО, рекол Грушко. Инцидентот со рускиот авион, според Грушко, ги подкопува напорите за создавање голема коалиција во борбата против Исламска држава. Холандскиот премиер Марк Рут, чија земја во јануари ќе го превземе председателството со Европската Унија, изјавил дека на Европа и се заканува опасност да пропадне како Римското царство, како последица на мигрантската криза. Постојат голем број несогласувања по прашањето за прифаќање илјадници сиријци, иранци и еритрејци во самата институција. Мигрантите се во потрага по подобар живот кон Европа. Рут вели дека во првата фаза би требало да се зајакне контролата на границите. Според него, Римското царство е пример кој покажува на кој начин може да пропаднат големи царства ако границите не се добро заштитени. Мигрантската криза за холандската влада ќе биде приоритет откако ќе го превземе председателството со Европската Унија. Ракометарите на Вардар го претрпеа и третиот пораз на гостувањето во Полска против екипата на Келце. Се одиграа 3 надпревари од 14-тото коло во втората македонска фудбалска лига. Македонската ракометна репрезентација се поблиску до олимписките квалификации. Домашен спорт. Ракометарите на Вардар го претрпеа и третиот пораз во низа, вкупно четврти сезонова во Лигата на шампионите, откако во подпросечна партија заслужено загубија на гостувањето против Келце со 23:20. Отсуството на Караджик остави голема трага врз играта на вардарци, кои не успеа да се адаптираат на грубата игра во одбраната на полскиот првак. Грубок повторно беше најпритизен кај Вардар со 6 гола, пред Марсеник со 5 и Дебиров со 4, додека најефикасни кај Келце во оваа победа беа Јурецки со 5 и Чупик со 4 погодоци.
Вардар во следното коло, последно за оваа 2015 година, ќе го пречека тимот на Колдинг, од кого го претрпе првиот овосезонски пораз во Лигата на шампионите. Македонија и Ѓорче Петров успеа да се извлече од резултатската криза и по пауза од 3 надпревари, 2 порази и 1 реми, конечно стигна до победа, триумфирајќи со убедливи 3:0 над составот на гостивар. Предпоследниот тим на табелата немаше сили да им се спротистави на расположените домашни фудбалери, кои создадоа бројни шанси и сосема заслужено стигнаа до 3 бода. Евромилк приреди изненадување, успевајќи да слави на гостувањето против Пелистер со 1:2. Битолчани го претрпеа и вториот пораз во низа, откако примија погодоци од Ристовски и од Јашаровски за негатива од 0:2, па до крајот успееја само да го ублажат поразот преку Петар Лјамчевски. Влазирими стигна до значајни 3 бода во пресметката со победа, триумфирајќи со 2:1. Османи ги доведе домаќините во водство, гостите од Прилеп израмнија преку Крстевски, а конечните 2:1 ги постави Мурат Тадили со гол во 77-та минута. 14-то коло од втората лига ќе биде комплетирано во вторник, кога ќе се сретнат Кожув и Јубанци и Скопје Тетекс. Македонската машка ракометна репрезентација е многу блиску до пласман на квалификацијски турнир за Олимписките игри во Рио де Жанеиро. Откако репрезентацијата на Катар стана азиски шампион и го заврши првиот дел од она што ни е потребно за борба за место на ракометниот олимписки турнир следната година. Катар го освои азиското првенство, откако во финалето го победи Иран со 28-19 и избори директен пласман во Рио, со што ја повлече Словенија во квалификациите и ја приближи Македонија до место кое исто така ќе води на некој од 3 квалификацијски турнири. Вториот услов ќе биде исполнет доколку во јануари наредната година една од следните репрезентации стане европски шампион: Франција, Полска, Шпанија, Данска, Хрватска, Германија или Словенија. Германскиот возач Росберг ја стартува од челната позиција и на последната трка во сезонава за големата награда на Абу Даби. Екипата на Црвена звезда со победа против актуелниот првак Реал Мадрид во Евролигата. Екипата на Голден Стейт продолжува со победничката серија во НБА лигата. Вестите од меѓународен спорт во продолжение. Луис Хамилтон уште пред неколку трки ја осигура шампионската титула, а на Нико Росберг како утека му останува што е подобар од својот тимски колега кога станува збор за пол позициите. Германецот ја продолжи доминацијата во квалификациите, остварувајќи најдобро време и во битка за пол позицијата за трка во Абу Даби, последна за оваа сезона во Формула 1 шампионатот. Денешните квалификации беа многу интересни, откако Себастијан Фетел не успеа да ја мине првата рунда, а Фернандо Алонсо повторно разочара, остварувајќи го само 19-тото најдобро време. Битката меѓу Росберг и Хамилтон се водеше до самиот финиш. Британецот во последниот круг успеа да постави најдобро време, за потоа Росберг во својот летечки круг да биде за третина од секундата побрз од Хамилтон и заслужено да стигне до новата пол позиција. Од третото место, утрешната трка ќе ја почне Кими Раиконен. Екипата на Црвена звезда забележа голема победа во Евролигата, совладувајќи го актуелниот европски првак Реал Мадрид на домашен терен со 94-88. Црвено-белите ја остварија посакуваната победа пред домашната публика и си ги задржаа шансите за пласман во наредната фаза. Реал Мадрид пак уште еднаш потврди дека е во криза и дека нема ни е од европски шампион, затоа што е на последното место во групата А. Најефикасен кошаркар кај Црвена звезда е Мајк Цирбес, кој одигра маестрална партија со 26 постигнати поени, додека ке Реал Мадрид најмногу се истакнаа Серхио Родригес и Гоставо Ајон со по 16 поени. Екипата на Локомотив Кубан обезбеди пласман во топ 16 фазата во кошаркарската Евролига. Рускиот тим ја совлада екипата на Жалгирис со 80-50 и оствари својата 6-та победа, со која на 3 кола до крајот на групната фаза го осигура пласманот во следната топ 16 фаза на Евролигата. Дори петмина кошаркари кај Локомотив средбата ја завршија со двоцифрен број на постигнати поени, а најмногу 14 меѓу нив постигна Евгени Воронов. Голден Стейт ја продолжи доминацијата откако триумфираше на гостувањето против Феникс со убедливи 116-135 за 17-тата победа во низа на актуелниот шампион. Победата беше најавена уште во првата четвртина, во која Голден Стейт постигна дури 44 поени. Стеф Кари беше најефикасен со 41 поен,
а овој пат одлична помош дојде од резервистот Леандро Барбоса, кој постигна 21 поен со само едно промашување од поле. Джеймс Харден одигра нов фантастичен меч, носејќи му ја на Хјустон победата во пресметката со Филаделфија, изразена со минимални 116-114. Иако ракетите важеа за фаворити во пресврт на овој дуел, сепак едва стигнаа до победата, благодарение на својот најдобар играч кој нанижа 50 поени, надополнети со 9 скока и 8 асистенции. Оклахома Сити го доби дуелот со Детройт со 103-87, меч во кој Кевин Дюран повторно блескаше и ја предводеше својата екипа со 34 поени, 13 скокови и 5 асистенции. Вчера вечер беше одигран еден надпревар од 15-тото коло во француската прва лига, во кој се сретнаа екипите на Лион и Монпеје. Екипата на Монпеје ја продолжи победничката низа, откако на гостински терен убедливо го совлада Лион со резултат 2:4. Лавовите се во голема криза, имаат 2 пораза поред, а капак не се и поразот од Гент во Лигата на шампионите, поради кој клубот се наоѓа пред елиминација. Монпеје во мрежата на Лион постигна 4 гола, 2 во првото и 2 во второто, а стрелци беа Нинга, кој постигна 2 гола, Камара и Гоналонш, кој постигна автогол. Двата гола за Лион ги постигна Лаказет и Гезал. Екипата на Лион е на второто место во француската Лига 1 со 25 освоени бода, додека Монпеје се наоѓа на 13-тото место со 18 освоени бода. Во шпанската премиера беше одигран еден надпревар, во него се сретнаа екипите на Леванте и Бетис. Гостинската екипа славеше со минимален резултат од 0:1, а се беше решено во четвртата минута, кога Кастро ја затресе мрежата. Со овој пораз Леванте е на претпоследното 19-то место на табелата и има 10 бода, додека екипата на Бетис е на 9-то место и има 18 бода. Денес времето беше претежно облачно и студено. Температурата се движеше од 2 до 13 степени. Еве ги деталите. Благодарам на вниманието, почитувани, останете и понатаму со нашата програма.